Ама немаш микрофон, што ще ни ти. Ќе снимам, ќе земеш Према камерите само. Снимаме? Да. Земеш што не се живее. Може дечки? Само момент да го можам. Само момент да го можам. Чуден ден денеска. Ништо како. Виж чувства се развиваат кај мене. Првото чувство е нормално чувството на почит кон македонецот, кон великанот Гоце Делчев, за тоа што го сторил за Македонија, за тоа што го направил за македонскиот народ во својата, би рекол, бурна животна приказна. Ние сме горди што имаме еден таков човек да го славиме и е дел од нашата историја, дел од нашиот македонски ген. И тоа е чувство на задоволство и среќа кај секој еден честен и честит македонец, без разлика каде се наоѓа. Дали е денеска во Македонија овде или насекаде во светот. И второто е чувството на разочараност, чувство кое што кај мене се создаде денеска, чекорејќи од онаа прва барикада преку втората барикада дојде до оваа црква. И наместо да се сближуваме, наместо да се зголемува нашето пријателство, ние денеска, за жал, сме подалечни од кого и да било во нашата историја. Пред 68 месеци ветуваа живот, пред 68 месеци ветуваа дека Македонија ќе однесат во Европа. Денеска ние сме, според нивото на корупција како држава, рамо до рамо со Тунис, Суринам и Индија, а во сите останати параметри сме последни на Балкан. И за жал, никогаш подалечни со нашите соседи од тоа што сме денеска. Денеска имате вие безбедносни мерки од прв степен, хеликоптери надлетуваа како во воените време. Навистина жалам што сум сведок на сето ова и навистина жалам што ќе останат уште ден повеќе онаму каде што се оваа влада на ДУИ поддржана од СДСМ. Се благодарам. Кој имате прашање, поведете се. Нели е срамота да зборувате за политика, корупција и такви работи на чествување на Гоце Делчев? Срамота е ова денеска што ни се случува да бидеме робови во својата држава, да бидеме заробеници кои што ги држат во кафези и кои што не можат во 21. век во слободна Европа додадат почет на великанот, на човекот кој што е титан за македонскиот народ и македонската држава. А јас сум политичар, покрај тоа што сум редовен професор и педагог, и ова што денеска се случува е навистина една примитивна естрадна политика, а јас се обидувам само да делувам онака како што секој еден достоинствен и честен македонец треба да делува, а тоа е да ја гледа ситуацијата од озбилно. Се само кажете ми, бидејќи имаше споделено список на делегации од вашата партија, пратеничка група, представници на локалната самоуправа, дали тие можат да поминат барикадите додатно? Па претпоставувам дека ќе можат, но протоколот бил еден по еден да се менуваме. Прво една делегација, па да се спуштиме, па друга делегација и така претпоставувам денот ќе заврши и претпоставувам дека сите граѓани, здруженија, организации, политички партии ќе имат можноста да се поклонат овде во црквата Свети Спас пред би рекол гробот на Гоце Делчев. Очекувате ли да има проблеми за јањето на бугарските официјални лица и со најавена група на бугарски граѓани? Па доколку тие одлучиле да го слават македонецот Гоце Делчев, не гледам зашто би имало причина. Мислите кај момента вашата партија организирали блокади за непускање на българи на границата тук пред храма? Не, ние сме мирољубив пријателски народ и секој кој што доаѓа со добра мисла го почитуваме и очекуваме да не почитуваме. Какъв е пътят за сближаване с България? Тоа треба вашите политици да дадат одговор, бидејќи се тие кои што не враќаат во средниот век, а не носат во 21. и 22. век. Наместо да зборуваме за вештачка интелигенција, да зборуваме за економија, да зборуваме за подобро образование и размена на искуство и технологии, наместо да ги пренесат искуствата во процесот на пристапување кон Европската унија кон нас,
македонците и Македонија, тие не враќаат во средниот век. Тоа е за жал дело на политичарите од Бугарија кои што за да соверат ситни политички поени се прават себе си тоа што не треба да се прават и наместо да бидат политичари за 21 век стануваат се повеќе естрадни циркузанти. Според вас трябва ли още да има сближаване между България и Македония? Па ние сме географски едни до други. Знаете, соседот не можете да го бидате. Соседот Господ ви го дава. И треба да се почитувате. Пријателите можете да ги бидате, но соседите за жал не можете. Треба да не почитувате и треба да ве почитуваме. Односно, треба сите да се почитуваме ако сакаме да градиме добри односи. Со провокации, со негирање на македонскиот идентитет, со негирање на македонската историја, со негирање на македонската култура, со негирање на македонскиот јазик, вие не можете да кажете дека не почитувате. Господин Мицковски, бугарски државјани не може да влезе за сега во држава. Имаше доста видеа на социјалните мрежи како што се спречени поради некои пропусти во системот. Не знаеме се уште која е причината, меѓутоа дали смятате дека тоа може дополнително да ги наруши односите, доколку не може да влезат денеска да доведе да почит? Повторно ќе кажам, секој кој што сака да отдаде почит на великанот македонски, синот македонски Гоце Делчев е добреден. Но провокатори и естрадни политичари кои што имаат проблем да убедат и соседите да гласат во соседна Бугарија за нивиот века да провоцираат, се разбира дека не се добредедени. Но за тоа повеќе мислам дека треба да ви даде одговор министерот за внатрешни работи и владата. Јас не сум нити министер за внатрешни работи, нити сум влада. Кога ВМРО ДПМН ќе направи влада, бидете сигурни дека ова нема да го гледате што денес.